да изнесам транспаренти пред собрание и да протестирам за повеќе образование на македонците. Мислам, колку и да е чудна, некој пат и смешна вистината, она што го направија К-15, денеска е вистина во Македонија. Ќе треба да протестираме за повеќе права, за повеќе слобода и за повеќе образование за македонците. За знамињата. Оти ние бевме обвинувани дека сме пустиле криминалци кои што државата ја ставиле на бездер, ја продале, ја предале, ја отстапиле, затоа што со закон за амнестија, прв дел, 98 ги амнестирале неколкуте политички затвореници по повод случајот со знамињата. Изразување на идентитетот, па документот вели, во однос на символите, непосредно до символот на Република Македонија, локалните власти ќе имат слободата на предната страна од локалните јавни објекти да постават символи со кои се одбележува идентитетот на заедницата. Вие нема да ставите знаме со символ на триглав или шаховница. Се знае кои знамења ќе стојат до македонското. Значи, доаѓаме на ситуацијата за која што ние се осудуваме, а сега некој друг ни ја нуди, не прозива како најголеми предавници, ако ја прифатиме таа ситуација. Се враќаме на ситуацијата од 1997 година. Ја ќе прашам, зошто Црвенковски ги тепаше албанците во Гостивар, ако денеска толку воодушевено гласа за овој договор и дури ви се заканува по вестници, читам дека ќе ве отстранува од партија ако не гласате, исписници ќе ви дава не знам што, кога е иста ситуација. Или лицемерието отишло до таков степен, да тогаш можел таков да биде, денеска да биде ваков. Председателот Трајковски, тој го нарекува председател, а го понижуваше година и пол како граѓанин. Тоа се само примери на лицемерие до кои што сакам да додам подоцна. Но мислам дека во врска со изразување на идентитетот, работата се враќа на 1997 година, фактичка, не законска, фактичка. И да престанеме со лицемерието дека работите се подобруваат со овој договор. Оти, јас навистина сметам дека наведов доста аргументи дека тоа не е така. Ова е врска со воведниот дел на рамковниот договор. Сега анексот А, уставни амандмани, и да ви кажам дека ќе го коментирам само анексот А. Анексот Б и С ќе ги прескокам во интерес на времето и на важноста на документите. Оти мислам дека навистина, ако се анализираат уставни амандмани и се оценат како неприпатливи, најверојатно дека нема потреба се анализираат законските амандмани. Во врска со уставните амандмани, ќе се задржам на две работи. На преамбулата и на уште на една работа, а тоа е дека во член 78 собранието ќе основа комитет за односи меѓу заедници. Има многу работи што се неприфатливи. Во член 7 за втор јазик, во
член 19, от член 69 консензуална демокрация.